Добро вечер. Започнува дневникот на Канал Плюс телевизија, веднаш по краткиот преглед на главните настани на денот. Близу 4000 идеи од граѓаните во кампањата на ВМРО-ДПМНЕ на Македонија и треба твојата идеја. Се подготвува најквалитетната изборна програма досега. Општините на истокот со висок процент на наплата на данокот на имот. Најсовесни во плаќањето данок се Виничани, каде процентот на наплата е над 90%. Фатени се сторителите на вандалскиот чин на уништување на питусите во археолошкиот локалитет Баргала во Штип. Кривична за двајца сторители од селата Али Коч и Парналија Радовишко. Премиерот Никола Груевски денес сведочеше пред членовите на анкетната комисија за прислушување. Одговараше на прашањата од претениците Милошевски, Саздов, Мисовски, Џафери и Топузова-Каревска. На листата предложени сведоци на ВМРО-ДПМНЕ, освен Груевски, се и вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески и поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска, поранешниот прв разузнавач Мијалков и шефот на кабинетот на Груевски Протугер. Премиерот Груевски пред сведочењето даде изјава за медиумите. Чекам скоро 2 часа, имаше обид од страна на господин Шелегов и од страна на СДСМ да предизвикаат криза. Практично тие немаат друго поле на кое што може да се борат со нас. Слаби се на други полиња и она што се обидуваат цело време да го направат, да предизвикаат некаква криза, некаква конфликтна ситуација, некоја деструкција да внесат, затоа што на полето на програмата, на економијата, на земјоделието, на сите други полиња глухат. Се гледа дека има огромен страв кај нив од нивна страна и тоа е тоа. Јас постапувам согласно деловникот за да може во една мирна атмосфера да одговорам на сите прашања. Оваа седница се снима, ќе има стенограми од таа седница и тие стенограми се вадат. Караванот на идеи на ВМРО-ДПМНЕ синоќа беше помеѓу граѓаните на Македонска Каменица и Делчево. Подобрување на патната инфраструктура и поддршка на спортот беа дел од барањата на каменичани, додека во Делчево меѓу останатото се разговараше и за подобрување на откупот на сина слива. Караванот на ВМРО-ДПМНЕ синоќа ги слушна идеите на жителите на Делчево и Македонска Каменица. Подобрување на инфраструктурата и поддршка на спортот се дел од барањата на жителите на Македонска Каменица, кои би требало да влезат во понатамошната програма на ВМРО-ДПМНЕ. Има од неколку области од она што можев да видам, дел се од подобрување на инфраструктурата, дел се од подобрување на условите за спорт на младите, дел се предлози од делот на здравството, од севкупното живење на граѓаните. Моја иницијална реакција е дека има тука материјал кој што сигурно ќе биде вграден во новата програма. Тимот на ВМРО-ДПМНЕ и граѓаните на Делчево меѓу другите теми разговара и за подобрување на условите за откуп на сината слива. Тие 2,5 денара што ги дава државата за килограм, јас не мога да ги земам, пошто производот јас го продавам на купци регистрирани, а не на преработувачи. Од преработувачите нема понуди за да го продавам производот. Идејата беше да ги развиваме преработувачките капацитети кај нас, бидејќи се случува да голем број на наши земјоделски производи, големи количини одат непреработени во странство. А ако останат овде ќе се преработуваат, ќе се отвараат нови работни места. И за таа цел е направена мерката. Така да размислите во тој домен. Освен вице-премиерот Спешевски на трибината во Делчево свој краток осврт на најзначајните проекти кои се реализираат или доправа ќе започне нивна реализација, имаше и градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански. Во моментот од поголеми проекти кои што се работат или кои треба да почнат во општина Делчево со владини пари изведени од владата на Република Македонија, очекуваме отпушнување на патниот правец Делчево-Долак. Тоа е најавна и секој момент го очекуваме. Тирсот се работи интензивно. Веќе од повода на најавениот ски центар се надеваме дека ќе почне со градба. Општина Делчево има завршено сите процедури за негово почнување. Прерамената на земјиштето, која што исто така област каде е плат општина Делчево е подпишано и ќе ја извршуваме некои уплати.
Подобрувањето на патната инфраструктура сепак за вице-премиерот Пешевски во иднина ќе биде клучот за побрз развој на источниот регион. И главниот проблем на Источна Македонија, зашто некако заостануваше во развојот, беше лошата инфраструктурна поврзаност. Патиштата се уште не се добри и за многу бизнисмени или инвеститори кога сме се обидувале да ги донесеме одека и ќе дојдат, они ќе видат, вика многу време ќе изгубам, јас вика за времето што да дојдам со, да речем, со шлепер од Делчево до Скопје, за исто тоа време, примерот, ако се наоѓаш на автопатот, ќе стигнеш до Ниш. И логистички им беше проблем и затоа еден од главните проекти што ги почнавме во претходниот мандат е градење на автопатот. Да поврземе автопатски квалитетно Источна Македонија со трансверзалава север-југ, со значи автопатот што е од Грчка до српска граница. И неслучено значи се гради од Миладиновци до Штип, подосна е експресниот пат што ќе биде од Штип до Кочани, а овдека ќе се тери реконструкцијата на овој пат, така да кога тие сите како проекти ќе бидат завршени во, да речем, години по две до сега, мислам дека и патувањето и поврзаноста иде многу подобра и тогаш и индустријската зона што почнавме овдека, што треба да се направи, ќе се добие на значај малку полесно, ќе ни биде да убедиме некои од другите инвеститори од надвор. Инаку караванот на Македонија и треба твојата идеја денес продолжува и во останатите градови во државата. Општините ги сумираат податоците од процентот на наплата на данокот на имот за оваа година. Во источниот регион годинава се забележува пораст на процентот на наплата на данокот, кој се движи околу 80%. Најредовни во оплаќањето од данок на имот се жителите на Виница, каде општината бележи процент на наплата над 90%. Општините во регионот до крајот на месецот ги очекуваат и последните приливи на средства од данокот на имот. Оваа година скоро во сите општини има висок процент на наплата, односно над 80% веќе се собрани парите. Највисок процент на наплата на данок на имот има во општина Виница, или 90% од граѓаните и фирмите ја имаат подмирена оваа обврска. Потоа следат Пробиштип со 85%, Штип, Кочани, Делчево и Берово со над 80%, а до крајот на годината општините очекуваат над 95% наплата на данок. Сите оние кои имаат заостанат долг од претходните години и немаат платено за тековната 2015 данок на имот, општините ќе вршат присилна наплата на долговите. Мораме да кажеме дека во тек и постапка за присилна наплата, бидејќи имаме поголем број на граѓани кои што ги немаат подмирено долговите по основ на данок на имот, и тоа не само за 2015 година, туку неколку години наназад, така што уште еднаш, значи еве апел да се платат сметките, бидејќи општината веќе работи на изготвување на новите даночни решенија кои што ќе бидат дистрибуирани во текот на 2016 година. Парите собрани од данок на имот на општините е битна ставка за полнење на буџетот за наредната година. Најголем процент од парите општините ги добиваат од наплата на данок на промет на недвижности. На електронското надавање по 22 објава за продажба на градежно земјиште во Кочани, оттуѓена е парцела за хотел во градот и 21 парцела за викендици на Пониква. Во населбите Драчевеки и Белски дол ќе се градат 3 објекти за лесна индустрија. Голем е интересот за купување градежни парцели, заради што до крајот на годината општина Кочани планира да спроведе уште една продажба. Од понудени 49 градежни парцели за повеќе намени, општина Кочани на 22-та електронска аукција продаде вкупно 31, што се смета за мощна успешна продажба. При тоа се остварени 7,33 милиони денари, од кои близу 6 милиони остануваат како приход на општината. Остварените цени се движат од 71 до 550 денари за метар квадратен. Тоа се основните податоци кои на денешната пресконференција ги соопшти градоначалникот Радко Димитровски. На електронското надавање што се одржа, значи по оваа 22 објава за продажба на градежно земјиште, собственост на Република Македонија, се лицитираше за вкупно за 31 плац од понудените 49, од кои 18 за индивидуално домување, 23 за викенд куќички, една парцела за временно сместување хотел и 7 парцели за лесна индустрија и мало стопанство, кое може да биде за производство, дистрибуција и сервис, значи лесна незагадувачка индустрија. На лицитацијата оттуѓени се 6 парцели за индивидуално домување на улиците Ѓорче Петров, Ката Мокрејка, Орце Николов и Бранко Пендовски. Од понудените 7 на јавното надавање се оттуѓени 3 парцели за лесна индустрија и мало стопанство во местноста Дрчевик и Белски дол
и се очекува сите средства да бидат уплатени заклучно со 24 декември, бидејќи тогаш истекуваат 15 дена, со што ќе се оствари приход од 7.330.000 денари, од кои 80% или 5.870.000 денари ќе бидат приход на општина Кочани, а остатокот на сметка на буџетот на Република Македонија. Најголем интерес е пројавен во делот на градежните парцели за изградба на викенд кукички на Пониква на потегот над аеродромот. Од 23 локации понудени за изградба на викенд куќи на Пониква, отуѓени се 21 парцела, сите над местноста викана аеродром, значи на територијата на општина Кочани, и на надавање да се постигнати цени од 71 денар до 550 денари по метар квадратен. Продадена е и парцелата наменета за изградба на репрезентативен хотел. Дознавме дека купувачот е лице кое не е од Кочани. Исто така, дури 90% од купувачите на парцелите за викендички се лица од страна, главно од Скопје, Куманово и други поголеми градови во државата, што сигурно зборува за интересот и за големите перспективи кои се отвораат пред овој спортско-рекреативен центар. За парцелата за изградба на комерцијален објект хотел со компатибилна класа на намена со површина од скоро 6000 метри квадратни е постигната цена од 313 денари за метар квадратен, значи минимално над почетната цена од 283 денари. Од понудените вкупно 49 парцели државно неизградено земјиште од оваа аукција остануваат уште 18, кои ќе бидат понудени на ново електронско надавање. Согласно одредбите од Законот за управување со електрична и електронска опрема, општина Берово потпиша договор за соработка со Ел-Колект од Скопје, со што е набавен магазин за временно складирање на електричен и електронски отпад. Магазинот за собирање на отпад е лоциран на градскиот пазар во Берово, каде граѓаните ќе можат да ги одложат старите и неупотребливи електрични и електронски апарати. Беровчани добија еко-магазин за електричен и електронски отпад, кој општината го набави согласно договорот за соработка со фирмата Ел-Колект од Скопје. Во магазинот граѓаните ќе можат бесплатно да се ослободат од старите апарати од бела техника, телевизори, компјутери, музички системи и слично. Магазинот за електричен и електронски отпад е лоциран на градскиот пазар во Берово. Согласно законските прописи, општина Берово склучи договор со фирмата Ел-Колект од Скопје, која што постапува со електричниот и електронскиот отпад, така да граѓаните од нашата општина веќе имаат собирно место овде на градскиот пазар, каде што можат да го донесат својот неупотреблив стар електричен и електронски отпад. Електричен отпад се сите тие оние стари електрични апарати за домаќинството, како стари перални, бойлери, електрични шпорети, и така, додека под електронски отпад се подразбира, се тоа на што содржи електроника, телевизори, стари радија, касетофони и така. Зборуваме за оние неисправните телевизори што верувам дека секој од нас ги има во домаќинството и се е во недоумица каде би ги депонирал, каде би ги фрлил, затоа што самите комунални депони не би требало, не треба во нив да се депонира ваков отпад, бидејќи содржи и материјали кои што се така, да не речем отровни, но сепак непожелни за такво место кај што се депонира комуналниот отпад. Граѓаните ќе можат бесплатно да се ослободат од својот отпад кој што верувам сите го имаат дома и на ова собирно место бесплатно да го депонираат, од каде што овластената фирма Ел-Колект ќе го преземе за понатамошна постапка. Инаку фирмата Ел-Колект е непрофитна организација со примарна дејност управување со отпад од електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори. Основна цел на компанијата е да воспостави функционален систем за постапување со отпад на електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори на начин кој нема да создава дополнителен терет на животната средина и животот и здравјето на граѓаните на Република Македонија. Општина Штип организира јавна расправа по предлог програмите на јавните предпријатија и на предлог буџетот на Општина Штип за 2016 година. Јавната расправа ќе се одржи утре во 13 часот во големата сала на Општина Штип. Добредојдени се граѓани, невладини организации, политички партии и представници од јавните предпријатија да учествуваат во креирањето на буџетот на Општина Штип, кој наредната година ќе биде поголем од годинава.
можеме да кажеме дека вкупниот буџет на општината за 2016 година изнесува 916 милиони денари, или тоа е 9% повеќе во споредба со минатата година. Значи во 2015 вкупниот буџет бил 838 милиона денари. Основниот буџет ќе биде 483,3 милиони денари. Имаме зголемување од 21% повеќе од лани, но зголемувањето е пред се заради очекувањето да биде зголемен бројот на проектите кои што ќе бидат реализирани во општината, како и преку меѓународно учество преку ИПА програмата, но од друга страна општината планира и поголемо разложување по однос на меѓународни проекти. Што се однесува до капиталните расходи, тие ќе учествуваат со 39% во основниот буџет. Се разбира за понатамошна поделба на ставките како се предвидени, нека поведат граѓаните во сала 1 во 13 часот и да согледаат како е планирана потрошувачката на буџетот за идната година. Се што беше предвидено околу санирањето на коритото на река Отиња во Штип за оваа година е реализирано. Она што останува е да се уреди делот од ЈПИСАР до мостот кај Стопанска банка. Од наредната година ќе започне уредувањето на делот од мостот кај храмот Свети Никола на вливот на Отиња во Брегалница. Вработените во јавното предпријатие ИСАР и сите ангажирани од страна на локалната самоуправа неуморно работат на уредувањето на коритото на река Отиња. Се уште трае уредувањето на делот од пешачкиот мост до мостот кон Здравен дом, каде веќе се завршени ѕидовите со украсен камен. Истовремено се уредува и делот кон мостот кај детската градинка Вера Циривири Трена. Еве зад мене веќе може да видите дека голем дел од работата е со поголем интензитет. Екипите на јавното предпријатие освен тоа што го уредуваат бочите ѕидови, односно го средуваат минор коритото, исто така тие работат веќе и на уредување на парковата површина, односно хортикултурното уредување, веќе од десната страна. Самата стаза е завршена од страна на Урбан и активностите сега продолжуваат од пешачкиот мост кон Здравниот дом. Во завршна фаза е и каскадата која се наоѓа непосредно под мостот, а деновиве се врши и бетонирање на минор коритото. Денес очекуваме да биде завршена, со што буквално треба да се спречи, односно со таа каскада го заштитуваме пешачкиот мост кај полицијата. Предвидејќи веќе водата тече во минор коритото, денес имаме ангажман, односно треба да отстраниме од коритото, предвидејќи пред 2 дена и денес вкупно треба да уградиме околу 60 кубика бетон. Патосот е армиран, пред тоа морам да кажам, со што не очекуваме дека ќе имаме веќе проблеми на овој дел од реката. Според проценките на Југов, до крајот на декември треба да завршат предвидените активности за оваа година, а веќе со почетокот на наредната 2016 ќе се продолжи кон Ново село, до местото каде реката Отиња се влева во река Брегалница. Да се помогне на луѓето кои се со различни проблеми, лица со посебни потреби, семејства од социјален ризик и други категории граѓани. Ова е целта на проектот на Сдруженијето на граѓани Луѓе по патот, кој денес во Дневниот центар во Дилчево додели 18 пакети со продукти од храна, козметички производи, грејалки и слично на споменатите категории граѓани. Проектот е насловен "Сакај го ближниот како себе си", со кој се покренува кампања да се сакаат ближните како себе си. 18 семејства од социјален ризик од Делчево добија пакет производи од Сдруженијето на граѓани Луѓе по патот, организација која промовирајќи ја љубовта кон луѓето, започна со реализација на проектот "Сакај го ближниот како себе си". Важно е да ја иницираме љубовта помеѓу луѓето и да покажеме дека Бог ги љуби, заради тоа што Бог нам вистина ни дава љубов, а таа љубов ја искажуваме со вистински дела. Затоа што ако кажеме дека го сакаме човекот, а не се грижиме за човекот, тогаш тоа е лицемерно. Проектот кој што сега го реализираме се вика "Сакај го ближниот како себе си", која што е една од двете заповеди кои што Господ Исус Христос ги кажа. Тоа се такви пакети, 18, меѓутоа има и пакетчиња за децата, заради тоа што знаеме дека доаѓаат божикни празници и убаво е да се израдуваат и најмладите. Меѓу 18 семејства кои добија пакет прехранбени и хигиенски производи е и Наташа Атанасова, мајка на лице со хендикеп, која испрати пораката дека без разлика на се сите треба меѓусебно да се почитуваме. И јас имам една голема убава порака за сите родители да ги испочитуваат и тие родители кои имаат деца кои се со некоја посебна мана или како да кажем, едноставно се разликуваат од другите деца. Значи, сите деца треба да се дружат меѓу себе, независно од својот изглед, физички, умствен и било каков начин, и сите сме луѓе и сите треба хумано да се однесуваме према останатите. Посакувам на сите да биде убаво, да биде новата година среќна, на сите да им биде убаво, сите да имаат на трапезата подеднакво задоволство, среќа, љубов.
Центарот за социјални работи од Делчево останува отворен и за понатамошен вид на соработка од институции и граѓани кои што имаат чувство за социјална одговорност во заедницата. Апелирам и до сите други граѓани кои што сакаат да помогнат на овие лица, кои што сакаат да споделат дел од своите лични материјални добра, кои што се може би и нешто повеќе во нивните домови, дека можат слободно да не контактираат и во Центарот за социјална работа и истите да најдат засходно место во домовите на оние на кои е потребно. Ваквите акции на организацијата Луѓе на патот, како што најави Константин Кајшаров, продолжува и во останатите градови од натрешноста на Македонија. Викендов Виница беше домаќин на државниот квиз надпревар за заштита од пожари. Најдобри резултати постигнаа учениците од Неготино во категоријата кадети и учениците од Струмица во категоријата јуниори. Учениците од Неготино и Струмица се покажаа како најдобри познавачи на правилата и техниките за брза и ефикасна заштита од пожари и со максимални поени го освоија златниот пехар на 31-иот државен квиз во организација на Противпожарниот сојуз на Република Македонија. Основното училиште Гоце Делчев во Виница се покажа како одличен домаќин на учесниците кои стасаа од 12 града во Републиката. Нема да биде нескромно на почетокот да го кажам, а тоа веќе го спомне градоначалникот пред мене, дека се наоѓаме во Виница за одржување 31-иот противпожарен квиз надпревар во Македонија. Долга традиција, навистина долга традиција. Задоволството е уште поголемо заради тоа што Виница е дел од сите овие 31 противпожарен квиз надпревар, значи секогаш организирала квиз надпревари, била активна во сите сфери. Благодарноста за сестраната подршка од општината, Сојузот ја нагласи со плакета за благодарност до градоначалникот Емил Дончев. За почеток морам да ја истакнам одличната соработка помеѓу локалната самоуправа, противпожарната единица и општинскиот противпожарен сојуз, както и волонтерите во општина Виница, која трае долги години назад. И ние секојдневно преку учење, надоградување и инвестување на терен придонесуваме за поголема безбедност и заштита од пожари. Учениците од Виница го освоија второто место во кадети после Неготино, а во јуниорска конкуренција најдобри се покажаа струмичани, па учениците од Крушево и Делчево. Со кривична пријава поднесена од СВР Штип се здобија 19 годишен жител БУ од село Аликоч и 18 годишниот СС од село Парналија Радовишко. Пријавените на 10 ноември годинава на археолошкиот локалитет Баргала во Штип влегле во една од просториите на локалитетот и со употреба на физичка сила и тврд предмет оштетиле 10 керамички садови питуси, со што причиниле материјална штета од непроценлива вредност. Секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство Штип поднесе кривична пријава против две лица на возраст од 18 и 19 години од радовишките села, село Аликоч и село Парналија, поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело, оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости. Пријавените на 10 ноември годинава на археолошкиот локалитет Баргала во Штип, кој е под привремена заштита на културното наследство на Република Македонија, влегле во една од просториите на локалитетот и со употреба на физичка сила и тврд предмет оштетиле 10 керамички садови питуси, со што причиниле материјална штета од непроценлива вредност. Партиите на умерената десница и десниот центар победија на вчерашните регионални избори во Франција, освојувајќи власта во 7 од 13 региони, меѓу кои и се најгусто населените, јави дописникот на Мија од Париз. Екстремно десниот Национален фронт не успеа да освои власта во ниту еден регион, иако доби најмногу гласови во првиот круг од изборите пред една недела, остварувајќи рекордни резултати.
20 жени беа избрани во локалните органи на власта во Саудиска Арабија, откако на изборите во саботата жените за прв пат во историјата на кралството добија право да гласаат и да се кандидираат, покажуваат резултатите од гласањето. Околу 7000 кандидати, од кои 979 жени учествуваа во трката за места во општинските совети, кои се единствените органи на власта избрани од саудиските граѓани. Стотици илјади луѓе беа евакуирани од централниот дел на Филипините утрово во очекување на тајфун со ветришта со брзина од 185 км на час, носејќи дождови кои би можеле да предизвикаат поплави и одрони, предупредија властите. Околу 40 домашни летови се откажани, а 73 траекти и 100 рибарски чамци морале да останат во пристаништето, бидејќи тајфунот Милор го погодил селото Батанг на северниот дел на островот Самара. Штипска Брегалница остана без првиот голман, откако Костадин Захов, кој имаше одлична есен на голот на Брегалница, реши да си замени од овој клуб и да си ја побара среќата на друго место. Захов дојде како замена за Гачевски, одлично се снајде во улогата на прв голман, а сега очигледно смета дека е време за промени. Тој до сега беше дел од екипите на Беласица, Вардар, Хоризонт и Брегалница. Во седиштето на УЕФА во Нион денеска точно напладне се одржа извлекувањето за осмина финалето од Лигата на шампионите. Осмина финалните двојки од Лигата на шампионите ќе донесат возбудливи дуели, кои ќе се борат за место во четвртфиналето од елитното европско надпреварување. Двојки за осмино финалето: Гент Волсбург, Рома Реал Мадрид, ПСЖ Челси, Арсенал Барселона, Јувентус Бајерн Минхен, ПСВ Ајндховен Атлетико Мадрид, Бенфика Зенит и Динамо Киев Манчестер Сити. Големото финале на Лигата на шампионите ќе се одигра на 28 мај на стадионот Сан Сиро во Милано. Викендов ракометниот клуб Тороспорт беше домаќин на меѓународен турнир во ракомет на кој учествуваат 3 екипи од Виница, Благоевград и Скопје. Се одиграат 3 надпревари помеѓу домашниот клуб Тороспорт и гостинските екипи Интер Академик од Благоевград, како и Металург од Скопје. Целта ми е сите деца што се во мојата екипа да играат и од утакмица во утакмица да бидат подобри. Ова е добро и за градот Виница, за развитокот на ракометот, посебно во градот и во Источна Македонија, што повеќе вакви турнири има и по можност секој викенд би можеле да се организираат вакви во другите градови. Од 8 одиграни надпревари забележавме 6 победи, забележавме 2 порази на гостински терен и сме на одличното второ место со 1 бод за останување од лидерот на табелата РК Вардар Бесинов од Велес. На новите ни се да завршиме први или втори, да го одиграме тој осакуван Final Four на Македонија. Се надеваме дека ќе успееме во таа цел. Викендот, како што најавивме, го одржуваме турнирот. Ова е прв меѓународен турнир што го организира ракометниот клуб Тороспорт од Виница. На турнирот, кој иако беше од ревијален карактер, сите учесници го дадоа својот максимум во реализација на играта. На крајот се доделија и 3 награди. За најдобар играч беше прогласен Илија Мелоски, член на клубот Металург од Скопје. За најдобар голман Мартин Попов, член на Интер Академик од Благоевград. И за најдобар стрелец со 16 постигнати голови во двата надпревари Димитар Михајлов, член на домашниот клуб во Виница. Наградите ги врачи покровителот на овој турнир Венцо Соколовски, собственик на фирмата Хипокс. Ова беа содржините подготвени за дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.